Здруженијето Екотим Исток од Кочани потпиша договор за финансирање проект со кој отпадната ПЕТ пластика ќе се користи како суровина за производство на екоплочки за надворешно уредување. Проектот го финансира Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови, а ќе се спроведува во партнерство со компанијата Екопроект Ко од Кочани. Финансиската поддршка ќе биде во период од 14 месеци, а со реализацијата на овој проект за прв пат во нашата земја ќе се произведуваат екоплочки за надворешно уредување, кои на пазарот ќе излезат како сертифициран производ. Главната цел е наменски да се искористи отпадната ПЕТ пластика, со што ќе се намалат количините што секојдневно се изфрлаат и представуваат причина за загадување на животната средина, истакна Ирена Мирчовска, координаторка на проектот. Реализацијата на овој проект доаѓа како продолжение на успешно реализираните активности со училиштата во Кочани за воспоставување функционален локален систем за управување и правилно постапување со отпадното ПЕТ пакување, што исто така се реализираше со финансиска поддршка од Глобалниот еколошки фонд. Освен тоа, во изминатите 2 години во општините Чешиново, Облешево и Зрновци се спроведе проектот Селектирај пластичен отпад од земјоделството и дај свој придонес во борба против климатските промени со средства од фондовите на Европската унија. Проектот за производство на екоплочки во Кочани ќе се реализира паралелно со уште еден проект што е финансиран од Глобалниот еколошки фонд, а за кој се очекува деновиве да биде потпишан договор и ќе се спроведува во општина Гевгелија. Повеќе информации за овие и за слични проекти можат да се добијат на официјалната веб страница на Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови.